од родител-старател. Кабли свуда, кабли около нас. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 кабел. Али овој кабел ми убива живот. Мислам, волја за живот ми убива. А ето, не знаеш, вака, под колено се закачило, зад колено. Нема бежичано, пошто бежично е, како да ти кажам, тоа е виша технологија. А овде морам, нема бежична буба, нема ни бежична слушалка. Све мора да е тоа жично, заради, знаеш, високиот квалитет. Абе, 2 прста да си ставам до овдека и да си го чешкам пупакот однатре. Писов, стартувам, добро вечер. Маич нема вечер. Каква вечер? Вечерва ќе биде емисија Звуците на тишината. Не е ни до телевизијата, ни до колегите, ни до мене уствари. Што не успеав да направам добар политички рекет, баш сега ми постави прашање еден на Твитер, неколку работи. Прашање, во суштина, прашањето е врз основа на една декласифицирана листа, колку американците имаат дадено пари во медиуми, во одредени земји. Па ме прашуваат дали од тоа ја имам нешто. Значи, еве листата да видите, декласифицирана листа по земји. Најмногу има, ова е во периодот од 2017 до 2022. Значи, последниве 5 години, колку американците имаат дадено пари или упумпано под наводници, како што се вика. Во Малта $75,000, во Турција $239,000. Само во цела Турција толку дале за медиуми. Во Казахстан 600,000, во Грција 684. И сега почнуваат. Во Киргистанската република 2 милиона, во Полска 2 милиона, Азербејџан 4,7 милиони, во Узбекистан 8 милиони, Белорусија 8 милиони, во Чешката република 10 милиони, во Украина 10, во Словачка 11, исто толку и во Хрватска, во Грузија, да, Ѓорџија, Грузија 15 милиона, во Унгарија 17, во Ерменија 30, во Албанија 39 милиона долари се дадени за медиуми. Во Словенија 40 милиона, во Бугарија 47, во Естонија 48, во Црна Гора 50 милиона, во Србија 55 милиона за медиуми, на Косово 61 милион долари на Косово за. Тука е Литванија со 64, Романија со 66 и на трето место
Норт Македонија, во која за 5 години се пумпани 67 милиони долари од Соединетите Американски држави. Тука немој да ги рачунате парите од Сорос, тоа се дополнителни, парите од Брисел, од Европската унија, парите посебно кои доаѓаат Холандија, која пумпа исто така. Значи, рачунајте дека скоро, сигурно 80-90 милиона се пумпани во Северна Македонија во медиуми кои претежно се, да речеме, антимакедонски расположени, кои, нели, прават се. И ако не ви е јасно од каде доаѓаат и како им е храброста, брат, ја само можам да кажам благодарам што мене ме одбрале да ме игнорираат, затоа што можеби и јас ке станев гласоговорник на тоа дека не сме македонци, дека немаме историја. Не знам колку пари може да ми го променат мислењето. Знаеш како викаат, не дај Боже да ти ја погодат ценат. Јас сум убеден дека не можат, но, вели, храброста ми доаѓа од тоа што ја не знам, не сум бил никогаш во такво искушение. На второ место е Латвија со 73 милиона и Босна и Херцеговина со 80 милиона. Значи, во Македонија, драги мои, не постои новинарство реално. Во Македонија новинарството е бајаст. Купено, платено. Види, ја за американците, знаете дека од секогаш сум бил и проамерички. И мене американците не ме ни купиле. Најверојатно не се ни обиделе затоа што знаеле по дефолт уште од стартот на мојата кариера. Но другиве ги купуваат за да не може некој друг да ги прекупи. Пошто знаат дека Јанко сигурно нема да заземе било која друга страна. Добро, во ред, ја им благодарам за тоа, а може би сум и небитниот, а може би преризичен сум, пошто многу јадам бурек, сигурно да ми дојдат со куфер пари, а утредента ќе се пофалам овде у телевизија и куферот пари ќе го покажам. Предпоставувам дека овдека доста пари од овие во Северна Македонија идат за новинари од Цител, идат за новинари од ТВ24, Телма исто така, идат за оние здруженија. Еве, има една интересна овдека, сега ако дојдам овде, во Грид, не го тргај компјутерот. Не го тргај компјутерот, додека не ти побарам, стварно нема никаква потреба јас да бидам во било каков кадар. Ајде да пребарам овдека Цивил. Џабир Дерала имаше стиснав ентер, ајде. Цивил, Џабир Дерала. Еве го. Недовербата во новинарството се должи на добро платената пропаганда вградена во медиумскиот пейсаж. Пазете, Џабир Дерала збори за некаква објективност врз новинарството, а претходно ви прочитав. Он и неговата Цивил, тоа се пари кои може да ги сонува било кој медиум, затоа што од секогаш бил една страна, една партија, една идеологија и така натаму и така натаму. Он се бори против ликови како мене, ликови кои не се на, нели, обично чека да кажам дека ја ширам говор на омраза и такви нешто, некои работи или некои слични кои што ќе напише и така натаму. Но секогаш неговата, да речам, наклонетост исклучиво кон еден центар, кон една партија, кон една идеологија. И сега многумина ќе речат, од друга страна, за мене е тоа во ред. Знаете зошто? Од каде вие таа теза, сега можеш да ме даеш у кадар, благодарам. Од каде е тезата дека новинарот треба да биде неутрален? Не, ве прашувам, од каде ви е таа теза? Дека не треба да зафаќа страна. Значи, ми иде, вака, да ве фатам за уши и да ве шамарам. Ама знаеш како да ве шамарам? Она, не да ве повредам,
Ама таков шамар да ти звони ушите, да ти светка пред очите и да не можеш јасна мисла да срочиш. Мислам, оној не крвничко тепање, шамарање онака, казнување. И знаеш, на секое, ама пао! Цел живот, од Југославија, од најстрогот, секогаш имало провладини и опозицијски медиуми. Во Југославија немаше опозицијски медиуми, но имаше жолти медиуми, кои не се бавеа со опозиција, туку се занимаваа со нешто друго. Сегде во светот. Дури и во тие години, кога ќе се објавеше провладиниот Жимин Жибал, провладината BBC. Значи, најнормално дека има медиуми кои се провладини. Има медиуми кои се опозицијски. Има медиуми што имаат сосема друга идеологија и трета. И нивните новинари се исто луѓе кои имаат своја идеологија. Ако новинарот верува во Исус Христос, се исповеда, он е бајаст. Како може да биде неутрален? Не може да биде. Ама треба неутрално и објективно да известува. Известувај бе ти таму со твојот сатанизам против црквата. А што очекувате? Некој што е десно ориентиран да плука по десницата на ист начин како тој од левицата? Ако овој и заради пари решил да биде левица, радикална левица, ултралевица, ваква или таква левичар, или либерал, денеска се тоа, либералите кои сакаат да продадат социјализам, неонацистички методи користење, а во борба против наводниот фашизам, бидејќи се што не соодветствува со нив, се карактеризира како фашист, како мене, или, например, вадење говор на омраза, зошто ја во некоја реченица, кога зборев дека во црквата има голем притисок врз владиците и свештенството, врз Македонската православна црква, да благословуваат геј бракови. И го образложив тоа дека самите викаат и свештениците, а кај е крајот? Ако го дозволиме тоа, што е следното? А следното, знаете уште колку девијантни појави има такви. Зошто сум кажал девијантни? Тоа било говор на омраза. Добро, извинете. Ние одлучивме, во светот се одлучило дека хомосексуализмот е нормална работа и нормална појава. Добро. А што ако не мислам така? Ти треба да бидеш осуден. Тоа е интересна работа. Знаете зошто? Затоа и, например, и од другава страна, например, вие што сте стрейт, за црквата, што сте за Македонија, за македонизмот, за македонската историја, за македонската култура и така натаму. Знаете како викате? Кога некој е против тоа, вие велите треба да се избрка, ама тој не ја сака. Зошто да се избрка? Тој не ја сака Македонија. А зошто да ја сака? Демократијата подразбира спротивставени мислења. Ама што у Македонија? И во Македонија. Дали разбирате во сиот сјај и беда на Америка, која ќе ги видите тие уличари, имате еден уличар, живее на улица и вика, ова е мојата Америка, бе. Има друг кој живее одлично, све искористил од таа држава, али ја мрази, вика, Америка треба да се распадне. Демократијата мора да дозволи и радикални мислења. Ако се потиснува, тоа знаете како е. Тоа е, како да ви кажам, ако една болка или нешто нездраво само го притиснеш тука, тој притисок, тој ќе излезе на друга страна. Крв кога ти тече од носот, не го запирај. Остај да ти истече. Дори буквално, ова еве и као здравствено ви го кажам. Ви тече крв од нос? Да, остај, наведни се. Заплакни се со топла вода да ги прошириш капиларите и убаво да истече од тебе. Зошто викаат уште старите, ова е стар рецепт. Пушти нека истече. Пукнал капилар у носот, нека истече.
Може е висок притисок, може е холестерол, може е шекер, може е стрес, може е 300 чуда. И добро е што пукнал у нос, затоа што можел да пукне на друго место. Што правиме ако пукне тука? Ме разбирате? Така и демократијата. Ако овдека се манифестира како такво, што направи Елон Маск? Он не ги избрка либералите, он не им ја зад на устата, геј пропагандата, сите таму појави кои се со закон, да речеме, озаконите и така натаму, ги дозволува. Но не дозволи и направи таков скандал да ги подсети тие неолиберали дека цензурата не е добра работа. Значи, се појавува на... Ја ви кажувам, дека ако начекам гостин кој е про-бугарски ориентиран, ја ќе го пуштам во емисија. Ако не најдам, ја ќе најдам видео кој ќе пуштам во емисија. Прво треба да го слушнеш и потоа да најдеш соодветен одговор, затоа што ако ја браните сопствената култура, знаете, зошто христијанството е најдобрата религија, еве да ви го кажам, па земете го примерот за сите други работи. Единствена религија каде што сум слушнал свештеник на моje лично и на моje дете и на други да им вика: осте го, нека ја преиспитува. Немало Господ, имало елиени, немало елиени, имало ова, нема Господ, вака е, така е и така натаму. Крстено дете, причестено дете. Осте го да ја преиспитува и да разговара, да се докажува со свештеници, да бара докази дека Господ не постои, дека Исус Христос е фејк. Затоа што кога ќе ја дознае вистината, ќе ја зацементира во себе. Знаете кои се најлоши игноранти, оние што немаат став? Бидејќи во Библијата вика: камо да си студен или жежок. Вака млак ќе те изблојам. Бидејќи, знаете она, нели, кога ќе изедеш нешто неубаво, кога ќе отидете у болница, кога ви го испираат желудникот, што ви ставаат претежно? Топла вода. Напуни го желудникот со топла вода, млака вода, млака. Со млака вода. Најлоша работа е тоа немањето став. Изгради си ја кариерата, изгради си го ставот, направи YouTube, направи ова, имај став. Што е тоа? Неутрално. Као Жаре, како ми викаше? Ми викам, како дозволуваш еден човек доаѓа кај тебе у емисија да не му се спротиставиш, исто и Шилегов, вашиот Шилегов, што му се крстите со 4 нозе и 4 раце, искача човек кој кај тебе у емисија и вика, го прашуваш што би направил кога би имал власт. Е, вика, би ги запалил сите цркви. И викам, како не му се збира? Ја почитувам сечии мислење. Брат, ти не почитуваш. Ти немаш мислење. Ти немаш став. Ти си амеба. Ти си аспирин. Знаеш како го вика? Го знаете стариот виц кога за некого има многу ограничени многу ограничен интелектуален капацитет, дека е аспирин. Зошто? У главата има само една линија. Бидејќи нели сивата маса е цела нарезбрана со 300 работи, нека паѓа. Светлечкото црево. Така го фрлив само позади. Него ни наместив. Пошто толку ни се капацитетите психофизичко-материјални. Мозокот има сивата маса многу и со тоа се добива голема мрежа, долга мрежа на неврони за развивање на интелектуално мислење. Бидејќи нема душа е душа, ама душата да може да се изрази во телото и да функционира во реалноста, потребен е интелект. А интелектот може да обстанува во сивата маса и така да се рационализира, па да донесе собствен став, да донесе собствени одлуки, но она што не го знае, дека треба и да си понесе одговорност за собствените одлуки. Така да демократијата подразбира. Затоа, верувајте ми, нема човек на планетава за кого, христијански, ако би требало да го дадам животот, за него би го дал. Без оглед дали е предавник или е патриот. Ако на улица, ја имам противници, имам луѓе кои ми
сериозен антагонизам имам спрема нив и жал ми е што имам такви чувства. Успеале да ме рчнат у некое его и така натаму. Идеолошки со Џабир Дерала апсолутно не да е тоа спротиставено, тоа е антиматерија, материја и антиматерија. Не постои нешто што може да приближи. Но да некој заради неговите ставови да го нападне физички и така натаму, ќе го бранам. Да пукне, ќе застанам пред куршумот. Еве искрено ви кажам. Затоа што ако Бог ни дал избор да бидеме лево или десно. Првиот избор, знаете од каде почнува? Првиот избор кој ни го даде, значи слободната волја. Со све можеш да се зезаш у животот, не можеш со слободна волја. Сакал да смени секс, сакал да биде противник, сакал да биде сатанист, сакал да биде криминалец, сакал негов избор. Апсолутно има право на тоа. Но ако повредува некого и така натаму, апсолутно барам и треба, и затоа имаме закони, да си понесе одговорност. Но не можеш да му гоускратиш ниеден избор, па поготово избор кој директно не те загрозува тебе. Историјата, идентитетот, негово право има да има спротивно мислење. Што ти ќе направиш од друга страна за да се спротиставиш на неговото мислење? Он иде, зема огромни пари за тоа. Ама успел, лобирал, трчал, коленичал, ово она. Вие што сте направиле? Дали успеавте, например, не знам, еве, проруските. Дали успеавте да ги убедите русите да вложат овде нешто во медиуми? Дали има еден, ја само знам еден или двајца можеби новинари, нешто, а прашање и дали они уопште, кои ми биле и лични пријатели. Дали постои една агенција, еве, например, Итар Тас или Russia Today или не знам кој, така натаму, да отвори своја филијала овде и да вработи едно 2-30 души. Турската национална агенција има овдека. И сега вие се буните против американците. Американците дошле, во нивниот интерес си вложуваат пари. И овие се потепаа, кој видео дека има пари, се потепаа кој е поголем американец. Што е агендата? Геагенда, антируско, ке шираш, правиш, не сакаш тоа? Добро, наспротивна страна. Нема. Па нема бе, брат. Доби нешто од Кина. Успеа да се убедиш. Научи јазик нешто. Што направи? На Фейсбук статуси, хейтање против Џабир Дерала. Апсолутно Џабир Дерала има право. Тоа е негов избор и нека си го прави како знае и уме. И никој не смее да му се спротистави на тоа. Може да се спротистави на ставовите. Апсолутно се слагам. Расправајте се со него со ставовите. Ама ќе изгубите. Зошто? Затоа што е медиум. Затоа што е финансиран. Со неговото финансирање. Он успева да собере новинари. Успева да собере медиуми. Тие медиуми се умрежуваат, имаат поддршка. Како Русија овдека. Американците дале 80 милиона. 80 милиона кај отишле? По джепови. За плати, за јадење. Кај Боки, кај Моки, кај Борјан, кај овој, кај оној, кај албански медиуми. Кај идат парите? Се купуваат коли, станови, куќи, плаќаат сметки, имаат живот, создаваат семејства, прават деца. Ние со скинат гс, голтари, и ќе се бориме. Со што се бориш? Као со стапови? Сте го гледале филмот со Том Круз, кога е и со самураите последната борба? Која ќе ги изгаза? Кога тргна против пушки и тенкови, кога тргна со мечови. Што очека? Храбро погинале. Па погинете бе, ќе ве снема. И ќе завладаат овие. Мора да еволуираш, мора. Немало. Па немало. Thank you very much. Има помош. Има од Господ. Ја побаравте? Ама ја побарав. Како побара? Имаш активен христијански живот. За да ја добиеш севкупната благодет од Бога,
Треба да имаш активен христијански живот, кој подразбира исповест, прво крштевање, влегување во свети тајни, исповест, послушание, било какво послушание. Какви послушанија сум имал кои немаат врска со христијанство, ама само затоа што сум ги издржал и затоа што не сум ги поставувал прашања и не сум се расправал освен со духовникот зошто ми ги поставува, затоа што денеска кога ќе ми даде некој бизарно послушание, не ни прашувам, затоа што не е битно. Оти Господ не те гледа што ти е послушанието, туку дали го слушаш послушанието од духовникот. Бидејќи од духовник кој ќе го добиеш, вие чекате послушание, пости вака, не пости онака, ваму и таму. Па и постот што е? Дисциплина. Колку си дисциплиниран, колку ќе се причестиш, колку ќе ги научиш молитвите, колку ќе изфрлиш тоа негативата од глава и го примиш Христос во себе. Ако го примиш во Христос во себе, кој е подвигот на Христос? Да страдаш и да помагаш. Сори, дечки, страдајте и помагајте. Ако Господ реши да отвори некои други чакри, ќе отвори. Ама тоа не значи дека треба да си пасивен. Напротив, кажете ми кој од вас, драги мои колеги, контактирал со русите? Барем некои маргиналци од овдека, излего или партија или ово, оно, отидоа до Русија, се обидоа. Русите ги отфикарија, вака. Вака. Викаат, левица имала финансиска помош од Русија. Камо да има. Оти добро е за демократијата да има и некоја проруска чисто, па нека се борат, поише пари ќе влегуваат и што ти ја знам. Демократијата и тоа го подразбира. Ама има ли интерес Русија овдека? Не знам. Вие ќе ме убедувате како овој што ми беше гостин, затоа што има он лично убедување и тоа е, затоа и го донесов. Дојде у телевизија каде што се вее американско знаме. Мојава телевизија е проамериканска, се вее американско знаме и има слика од председателот на Соединетите држави. Не сегашниот, претходниот. Тоа е убедувањето на собственикот на државата. Мене ми е чест. Секој ден, тука кога доаѓам, се вее македонско знаме, американско знаме и кој е третото? И сонцето од Кутлеш. Одлично. Да не имаме европско знаме. Четвртото, што е? Не знам. Не го загледуваме, а секој ден сме тука. Така што, драги мои пријатели и пријателки, онтолошко промашување е нашата борба, вашата борба. И вие се сеќавате ли кога почнавте да губите тло под нозете? Кога свативте во сето тоа дека ќе ни го сменат името, идентитетот, дека ќе доживееме вакви понижувања и на сите пари уште поголема беда, се сеќавате дека прво што направивте, ја тргнавте поддршката спрема мене. Зошто? Затоа што сте очекувале дека јас ќе се изборам за сето тоа. Ја да се изборам како вие дома ќе офарбате. Добро. Јас сум ви рекол дека треба црвено-жолто да се фарба. А тоа што не сте прифатиле или што не ви успеала нијансата, јас сум ви виновен. 20 години поминав и реков дека целава игранка е да се смени името. Се смени името. Кому мржевте? Кому му го ударевте хејтот? Мене. Јас што ви реков? Така е, управо сте. А ти предавник сврте. Што свртев? Сум се свртел. Сум бил за власта. Одлично. Како да се расправаш против таков интелект? И тој на таа перцепција, кој нема капацитет да препознае муфлосан од зрел леп, од анонимна позиција се расправа за моите ставови политички кои ја па не сум ги кријал. И јас затоа сум хейтан, затоа што јас не ги кријам моите афинитети. Дека сум религиозен, дека сум конзервативец, дека сум десно, во суштина јас сум демохристијанин. Најблиската идеологија која мене ми е лично е демохристијанска.
И сега ми се поклопувале работи со Јанко, ти си ВМРО-ец. И сега што, да се спротиставам, окей, наречи ме ВМРО-ец. Нема проблем. Ама ти на Груевски му го пушеше. Дошол, као и секој гости, поминал. Како сте поминале вие? Како поминале другите гости? Некој го испцув, го направив будала, го изругав. Вие тоа го сметате за новинарство. Окей? Нели? Еј, како го заеба. Еј, како му спушти. Еј, тој се изнервира си отиде. Еј, тој вака така. Не, јас сум љубезен со сите. Барем немам шизофренија. Ако тоа го нарекувате пушење, да, ја на сите им го испушив. Може би еден некој промил да не сум. Една инвестиција нема било која. Руска, кинеска, индиска, бразилска, за некаков развој на демократијата. И едноумие овдека, па и треба едноумие да биде. Затоа што кога ќе ја снема оваа телевизија, game over ќе биде. Нема. Еден ден ќе ја снема. Ја предпоставувам, нема да биде вече. Нема јас да бидам вече, нема да биде газдата, ќе престане. Тога што ќе правите? Ништо, ќе се префрлите Телма, ќе си гледате, после 2-3 години, па добре, види, луѓе управо се, тоа е тоа. И сега ја нешто да се тепам да ве убедувам? Кога ве убедија овие, кога вие веќе не се ни сеќавате на датумот кога ви е сменето името. Ја датумот кога е сменето името, мислев ќе биде, пази, и после толку години, ја колку сум глуп и наивен, во искрена верба на оние што се наводно длабоко патриотски македонски. И дента седам овдека и пуштам музика и чекам дал некој ќе се јави. Никој. И на крај се јавува една баба која вика: Јанко, денеска пред годините вика: фала бабо, она мене душата ме боли. Фала бабо, викам, господјо, што се јавивте ово она. После неа се јавува и вика: гледам, вика, и убеден сум, гледачот тврди, вика, убеден сум дека ви ги блокираат телефоните за да не се спомнело. Аха, добро. А мојон горе колега вака превртуе со очи. И така, помина една година, никој не се јави на датумот. Втора година, никој не се јави. Трета година, никој не се јави. Четврта, никој не се јави. Пета година, вие веќе не се ни сеќавајте. Шеста година, вие веќе се помиревте со тоа. Па после утре бугари. Па ќе бидете бугари. Биле македонците бугари и 41-ва, као што биле срби и 30 години, ќе остане некој pocket of resistance чат-пат и тоа е тоа. Супер си работат. Супер си работат, алал да име. Зошто јас да им се спротиставам? Знаеш како? Да имам некоја сила од позади, да чувствувам дека маса народ нешто сака, па да поведеш. Ја така се лажев 20 години. Како тоа пропадна? Тоа преку ноќ, кога видовте дека губат тло под нозе, сите се свртија. Луѓе у црква, да ги видиш, од патриоти. Абе, ти не знаеш, со петокраките се причестува, вака. Извадам ја титовкава, вака, дај ми. Најнормално и нема проблем. Абе, тоа е демократија. Да си го смениш и мисли и ќе си го смените. Ако некој реши да ви го изриба мозок, мене како ми викат Јанко, јас сум им го перел мозокот на луѓето. Јас сум им го перел мозокот на луѓето. Тоа, ова ретардирана, тоа е страшно едно, каква имаат една врхушка, не знам како да ја речам, булумента на Твитер, која е антимакедонска, антисве. И јас сум и синонимот на сето тоа. А ти му го пушеше на Груевски, ти ова, ти она, му переше мозок на народот. Како бе не успеав да му исперам мозок на народот да уплаќа годишно 10 денари. За мене, да уплаќа 10 денари. Значи, све сум ве убедил, само 10 денари не сум ве убедил како да ми уплаќате.
Тој им е нивниот, затоа што немаат за кого да се фатат и ќе се фатат за мене. Еве, Јанко Илковски е ултра популарен и он е националист, он е фашист, он е анти-ЕУ, НАТО, ово, она, он е анти-геј и така натаму. Дегутантно ми е да се расправам. Гледате дека во периодов не ни викам ни гости. Моите здравствени проблеми полека ги надминувам. Избегнувам места каде што има малку повеќе луѓе. Не дека нема да отидам да го изгледам Аватар, но во некоја Бош представа со помалце гледачи. Гости ќе почнам после Нова година да доаѓаат во студио. Скајпот ми е на располагање и ме прашуваат колеги, зошто не ги правиш повеќето по Скајп и така натаму? Затоа што повеќето од гостите се технолошки неписмени. Не знаат ни да седнат. Тие што знаат, со нив и правиме. Но има некои интервјуа, например, кои не би ги правил по Скајп. Например, Перо Антич и неговата животна приказна која сакам да ја направам, таа треба во студио. Например, ако дојде некој од врвот на ВМРО или СДСМ, мада таму стои забрана за гостување и комуникација со мене, сеедно, секогаш има отворено. Например, ако одлучи Данела, Орци Ѓорѓиевски, Бован Стевковски или некој од градоначалниците, Митко Јанчев, не би ги правил. Мада можем, но мислам другиот е формат. Така што добре дојдени се сите на Skype. Нели, интересно е што со години телефоните ги, знаеш, многу сте храбри све, ама не сакате да ви се појави ликот и тој е во ред. Знаете, бидејќи голема одговорност е ти да застанеш пред камера. И многу ми викаат, Јанко, еве, има еден таксист, има тежок проблем. И инсистира у студио да дојде. Брат, ја ако земам сега за судска пресуда секого да носам, направам преседан со тебе, што ми останува? После треба сите да им дозволам, затоа што ќе ме хейтаат луѓе и го пушти тој. Но јави се по Skype, дај ги документите, пак пред камера ќе бидат, многу по-лабав и ти ќе бидеш, а пак ќе ја постигнеме целта. Добра. Џабир Дерела, недоврбата во новинарството, префрли го. Новинарството се должи на добро платената пропаганда вградена во медиумскиот пейсаж. Он сигурно алудира на нешто друго, ама ја ви го покажав. Еве, колку се сумите кои се фрлени во период од 5 години во овие земји, значи во Македонија 67 милиона. Значи 10 милиона долари годишно влегуваат во Македонија само од Соединетите Американски држави кои идат на медиуми. Кои медиуми? Па најчесто ќе видите каде гостува американската амбасадорка, еве, например. Или каде гостуваат премиерот, председателот и така натаму. Тие никогаш нема да ги видите овде, затоа што овде не се дадени пари. И овој ме несигурен терен, бидејќи не знаат дали сум купен или не купен. И покрај тоа што правам пристојни интервјуа, не е сигурно како сето тоа ќе биде сватено. Океј, неколку поенти да ви прикажам што се случува во светот, а вие вадете си заклучоци, вадете си камен од бубрек, нерв од... Драги мои, дали сте знаеле дека Леонел Меси има албанско потекло? Да, тоа е најновата теза, не бугарско, туку албанско. Значи, не извадија нашиве дека бил македонец, не извадија бугарите дека е, но албански историчар вели, прадедовците на Меси, по татко и по мајка се арборетоми од Џиро Кастро. Историчарот Наим Фламури изјави дека прадедото по татко и прадедото на фудбалерот Леонел Меси по мајка се арбри од Џиро Кастро. Во емисијата Добро утро албанци на Euronews Албанија, февруари
Фламури изјави дека се познати по презимето Мекси, дека прадедото на Меси Анджело емигрирал во Италија, од Италија во Аргентина 1883 и така натаму. Надписот и оваа вест ја извадив од ТВ21. Сега, многу интересно, и ова е во ред. Да го извадеше ова некој македонски медиум, Џабер сигурно ќе реагираше за национализам, омаловажување и така натаму и така натаму. Но зошто? Зошто да се иде против сопствените? Тоа е во ред. Затоа нема замерка. Зошто да барате од него објективност? А еве едно писмо кое го добив од еден гледач, следач, човекот е од Охрид. Поздрав, почитуван. Пишувам од Охрид, град во кој детското оделение при општата болница нема, замислете само, што прават жителите на градот, кога имаат потреба од педијатар. Значи, реченицата, ако не ви е јасна. Ало, добро вечер, повелете, во програма сте. Ало, добро вечер. Ало, добро вечер. Дали се слушаме? Ало? Ало? Изгледа погрешка. Благоја Механџиски, кој 10 години одбегнува било каква комуникација со мене, одеднаш врти, најверојатно му е грешка, у джеп му свртува телефонот. Сигурно не се јавува за да ми даде банер или реклама. Он уште збори како пред 10 години ми пуштил реклама и платил многу скапо. Ама, нели, што ја направив за тоа, па и не му е битно. Нема врска. Човекот нешто најавува дека наводно би гостувал кај мене, ама претходно да сме се виделе, да разговараме и така натаму. Па, ја ќе го задржам мојот стил. Со спонзор, да, можам да поразговарам. Вака, повели у студио, пријатно. Не прифаќам брифинзи пред гостување. Освен од спонзор. А бидејќи спонзори немам, да се вратиме на човекот кој ни објаснува дека во Охрид во општата болница нема детско оделение. Замислете што прават жителите на градот кога имаат потреба од педијатар. Еве ќе ви кажам. Значи, охриѓани, од петок секој ден одам со моето дете во оделението за детски болести во Струга. Значи, охриѓани своите деца мораат да ги лечат во Струга. Детето има температура која не опаѓа, не спаѓа, па на секое нагло покачување палам колата, некогаш одам со 4 трепкачи на автомобилот за да стигнам поскоро. Нешто што секој родител би го направи. 20 километри не се многу, но некогаш се како да ја одите цела држава пеш, зависно од сериозноста на ситуацијата. Денес, после 20 пати возење на истата релација за 3 дена, зашто поинаку и не може, ме застанува полиција за пречекорување на брзината од 30 км. Треба 60, а сум возел 90. И за истата добивам казна од 300 евра. Аферим. Во право се. И им објаснувам на полицијата дека брзината не е од без, ама џабе везам. Ми ги земаа документите и ми велат: оди до детското и врати се за казната. Океј. Ај што не се кадарни да најдат медицински кадар за нашите деца, туку за нивната некадарност и барање основна помош која државата не ни ја овозможува во 21 век. Ние сме дури и казнети. Да се обратиме нема никаде, затоа што дали од бес или од потреба на вистина, ти си крив. Ама троа поиќе се криви и оние кои дозволија да ризикуваме животи по недопрени и скопани патчиња, зборувам за Охрид Струга, делница позната како дел од автопатот Охрид Кичево, и би сакал истово да стане јавно со ваша и секако сечија друга помош. Благодарам.
Идентитетот и оригиналното писмо е во мојата архива. Тоа јас го напишав. Човекот знам кој е, нема да го откријам неговиот идентитет. Во меѓувреме се допишував со него и ми рече дека е поканет на разговор во полициската станица во Охрид. Чекам од него и се надевам на позитивен исход и се надевам дека одговорните во полициската станица Охрид ќе најдат разбирање за родител кој вози болно дете. Секако дека преголемата брзина е опасност, каде што брзата помош редуцира и се знае кого ќе земе и не, и ние сме едноставно мораме да вршиме транспорт на болни, а на дете обично многу брзо може и се влошува ситуацијата одошто кај болен човек. Мислам дека возрасен човек, дури и со инфаркт, може многу подолго, но кај дете што качува температура, многу брзо може да стане драматично. И еве, има доста реакции на темата. Луѓе кажуваат, осудуваат, зборат други работи. Еве го Стојан Стојановски, најдобриот, префрли го кадарот. Стојан Стојановски, најдобриот фотограф во Македонија, кој вади фантастични фотографии, некои од неговите дела ги поделивме овдека за 20 години јади бурек. Во Охрид долго време им се други работи побитни освен Охрид. Пише в статуси подолг период индиректно да им укажам дека не чинат работите, дека одат многу работи на погрешно место и се креира еден фейк филм, ама тие не можеа да разберат или погрешно ги разберат. Кога филмот ќе заврши, уште не е завршен, ова ќе е мала работа за проблемите кои следат овде, но охриѓани се избираат дека поинтересно им да бидат небитни работи, како што и некои битни работи, одошто здраво школо, болница, пожарна, полиција, општествени работи, па и личните интереси, родендени и мендени, што се дешаваат подолг период во одреден круг. ПС мислат дека ќе дојдат марсовци да го средат градот. Јас друго мислење неам, колку и да ви звучи пациентски ова. Океј, ете и тоа е една интересен податок. А Вселенскиот патриарх, еве една убава вест, барем за мене, Вселенскиот патриарх првпат во историјата божичното послание го објави на македонски јазик. Никогаш во историјата на човештвото мирот и помеѓу народите не бил во состојба што се подразбира, туку секогаш бил последица на вдохновени иницијативи, храброст и саможртва, отпор кон населието и отфрлање на војната како средство за решавање на разликите, трајна борба за правда и заштита на човековото достоинство, нагласува Вселенскиот патриарх Вартоломеј во овогодишното божично послание до православните христијани во светот, од кои некои Божик го празнуваат на 25 декември, додека оние кои се водат по јулијанскиот календар на 7 јануари. Вселенскиот патриарх оваа година, полека бе со кадриве, не е техно, држи таму, ќе ти кажам. Уживај, олабај се, знам дека си добар режисер и динамичен, нема потреба, емисија. Вселенскиот патриарх оваа година првпат во историјата посланието го објави на македонски јазик, со тоа што на православните христијани во Северна Македонија Христовото раѓање им го честита на мајчиниот јазик. Ете убава вест, благодарам режија. Убава вест. Имено деновиве излезе една вест која намерно се спинува од, да речам, оние кои се сметаат за атеисти, антитеисти, кои обично сакаат да изглумат демократија, ама не смеат ни по власта, ни по опозицијата, и секогаш христијанство, а уште помалку по исламот, па удираат по христијанството. Имено една изјава на нашиот архиепископ да нема погреби за Свети Никола, Божик и за Великден. Многу вулгарно одговарање, многу вулгарни коментари. Прво, вулгарноста доаѓа намерно затоа што се сомневам дека интелектуалниот капацитет кај некого може да биде толку примитивен да перцепира дека некому му е забрането кога да умре.
или кога да биде закопан. Се работи за религиозниот обред. Црквата од секогаш го имала тоа и го има. Не измислува архиепископот наш нови правила. За Великден, за Божик нема свадби, нема опела. Тогаш целата црква во своја полнота слави. Ако некој починал, секако дека ќе биде закопан кога ќе одлучи неговото семејство. Ако дента треба да го закопа и на Великден, и на Божик, тоа е нивна одлука и никој нема да ги спречи. Но, обредот на читање и така натаму, тој може да се одложи и за ден-два и нема никаква разлика. Знаете дека ако не отидете на нечив гроб, отидете во црква и се помолите таму исто како на гроб да сте биле. Знаете дека ако свештеникот не читал при закоп, не значи дека душата не е спасен. Но повеќето мислат, тоа е традицијата, ми ја крши традицијата. Не. Црквата, христијанството не е традиција. Тоа е живот. Тој што вика дека е традиција, традиција е, што да ти кажам, не знам што е традиција. Јас зборам за жив однос. Да вие сватите што е Божик во суштина и што е Великден, нема да ви текне. Ја ако починам на некој од тие денови, апсолутно нема да има. Да, може би едино, да речеме, моите да ме остават во фрижидер уште 2-3 дена, па ако сакаат со целиот обред да ме закопаат со свештено лице. И тоа нема никаква разлика. Се знае само дека првиот и третиот ден од починувањето, без оглед дали е некој закопан или е во ладелник, треба да се прочитаат одредени молитви. Но на одреден ден, таква е полнотата на небото, на земјата и на се во универзумот, да тоа е стварно. Кога се најголемите прослави, не може да има тага. Ама ние изгубивме. Абе ти си изгубил и ти мислиш. Твојот сакане во полнотата и среќата со Бога, соединет и со се што било и ќе биде. И сега тоа се концепти непојмливи за нашиот мозок, кои треба едноставно само да веруваш дека е тоа така, ама да почувствуваш онака органски. Така што срамни беа коментарите на твитерџиите за таа тема. Океј. Да видиме што имам уште нешто. Објавиле дека и ова е технолошка неписменост. Вилата на Петре Шилегов ја знаел Google. Драги мои, стоите у Кадаров режија, сега ја вклучувам Google Earth. Ова е мапата на цел свет каде што можете да отидете било каде, па и во Маврово. Ја на компјутер го правам, ова можете да го правите и на вашите мобилни. Ете, у Маврово сум. А еве да не идам Google Earth, да идам на мапите. Мапи. И отварам картите, мапите. Така. И овде ќе напишам Маврово. Така. И овде кај имате, например, како зумирате, имате хотел спорт, ова, ратрак, ваму, таму, паркинг овде, паркинг онде, све и така натаму. Но дали знаете дека можете вие да ставите, ако сте регистрирани, имате Google акаунт, Gmail акаунт и така натаму. И овде сега ја можам да напишам овдека да поставам ознака, да си поставам Придоне, еве во Придоне си, и да си регистрирам овдека нешто
во уредување фотографии и рецензии, можем и да си поставам танк, значи знаменце, и да напишам Кенефот на Јанко. И тоа ќе стои тука. Потрудете се малку и можете што сакате да напишете. Ако сметате дека не треба нешто да стои таму, пријавете. Еве, например, у времето на шарената револуција го направија ова. Радисон Блум учуриште. Не било изградено и така натаму. На никој од Македонија, а претежно сме генерално технолошки неписмена нација, едно од најнеписмените сме во свет, за жал. Технолошки, никој не реагираше да ова се смени. Сега е тука Лимак. Но за жал, ни овие од Лимак не си отвориле мапата, па евентуалните клиенти кога ќе им дојдат, што ќе прочитат. Стои овде Чива Спа, Diamond Скопје и така натаму, но не дообјаснето, бидејќи кога ќе ставите најновата сателитска снимка, дава сосема друга ситуација помеѓу улиците Свети Кирил и Методи и Јордан Мјалков. Дека овде е изградено се и се што. Еве го хотелот. А овде стои Радисон Блум учуриште. Ја намерно не сакам. Намерно не сакам. Зошто јас? Зошто јас тоа да го правам? Треба вие да правите. Дали разбирате дека ова се дадени работи на целото човештво? Отидете друга земја да видите какви детали луѓето си стават. Фотографии во 360 во собствените продавници. Да влезеш, не знам, во Прага има продавница, влегуваш во продавницата, мобилара. Си направил, си поставил слики и ти доаѓаш, види го овој некој Јан Чех, има мобилара, па можеш да му дзирнеш, да си, па ќе си апдейтира и така натаму и така натаму. Ете тоа е. Ете тоа е. Thank you very much. Да, овдека на мапа си го гледам син ми кај е на работа. Така си имаме договорено. Интимна работа. Не. Нели? Окей. Тоа беше тој дел. Нема да правам никаква пауза. Вчера беше многу пријатно изненадување од вас, почитувани гледачи. Имено јас разговарав со OpenAI или отворената вештачка интелигенција, на која и поставува прашање. Прашањата беа делумно мои, но повеќето беа ваши. Прашањата се однесува најчесто за македонската историја, па и некои контроверзии и така натаму. Значи, не се работи. Вештачката интелигенција не е една личност, туку е ларгичен систем. Тој е систем од повеќе органи во едно работат, но нема еден орган кој истото ќе ви го повторува, како што кога би отвориле Википедија и стално да го читате истиот одговор. Но интересно е што, например, ако отворите бугарска Википедија за истата тема, се разликува. Ако отворите британска за истата тема, се разликува. И сега вештачката интелигенција, ово е OpenAI, каде што чатуваме и е даден на наш увид, користи извори до незиното пуштање, до пуштањето на вештачката интелигенција пред неколку години, да речеме до 2020 или 2021. Она не ги користи во момент. Значи, она знае, не е само свесна, но она рационално ќе ви одговори дека податоците се тоа што незините креатори, луѓето, и ги дале на располагање, и она има многу. Предпоставувам дека ако е било тема Гоце Делчев, има многу теми и многу извори за Гоце Делчев. Дали било некој онлайн учебник, зависи што е собрано. Да е тоа отворен систем кој каде што ние редовно ги апдейтираме сите податоци или ги подобруваме и така натаму, би имале подобри резултати. Например, еве, сега јас пак ќе го почнам.
идеме со нов чат, да се обратам првен да им кажам, бидејќи нели native language, мајчиниот јазик им е на вештачката интелигенција е англискиот јазик. Но јас ќе напишам да ставам здраво. Ја пишувам оваа реченица затоа што не разговарам со личност ќе му кажам, може да збориме на македонски? Ај, баш така ќе биде. Ајде. Бидејќи потпун затворен и ограничен компјутерски систем, имам одговор? Да. Срдечно ми се извинувам, но јас не можам да говорам на македонски јазик. Дали разбирате дека морам прецизни прашања да му поставам? Можам да ви помогнам на англиски јазик, дали би сакале да започнеме така? Ако имате некои конкретни прашања. Да би ви пишувал на македонски ако се согласувате. Се трудам да бидам и љубезен, затоа што претпоставам дека и со вулгарност или агресивност ќе ме откачи. Малку е побрз од вчера, морам да признам, и денеска го тестирав. И сега гледайте, вчера ми одговараше и прифаќаше сега. Можете да ми пишете на англиски јазик. И ќе се обидам да ви помогнам на најдобар начин. Што можам, дали имате некое прашање конкретно? Еве имаше конкретно прашање, ја ќе се правам будала и ќе му напишам на македонски да видам што ќе ми одговори. Бидејќи вика не можам да ти гледате, овдека сега има контроверза. Он вика не можам да пишувам на македонски, а све ми одговори. Да, со кирилица пишувам. Добро. Да, може би треба да напишам на македонска кирилица. Добро, окей. Да, на македонски на кирилица. Ке го игнорирам, ке му напишам. Кој е Гоце Делчев? Гоце Делчев. Еден гледач поставил прашање и добил малку чуден одговор. Она што е интересно, не секогаш потполно исти одговор добивате на исто прашање. Гоце Делчев е бившиот председател на Македонија. Тој беше избран за председател на Македонија во 1999 година и остана на таа позиција до 2009 година. Гледате каков погрешен податок, не знам од кај го вади. Но, што можам јас да направам, поточно вие? Вчера гледачот што му поставил прашање, му одговорил Делчев беше инженер и работел во научно-истражувачка област. Тој има известно влијание во политичкиот живот и во регионот. Тотално погрешно. Но, сега гледате мала разлика. Кој беше Гоце Делчев за Македонија. Значи, сега му давам параметри на која земја да се фокусира, која култура. И гледате, си продолжуваме на македонски да зборим. Семантиката е многу различна. Гоце Делчев беше председател на Македонија. Добро. Океј. Не сум добил ваков одговор. Не постои ваков.
Ова ми е многу интересно. Грешките се апсолутни. Значи, во себе ово што он го кажуваше наназад, ги читав сите тие работи. Вчера добивавме многу прецизни одговори. Сега не. Сега ќе му напишам. Твојот одговор е потполно погрешен. Гоце Делчев бил револуционер кој загинал 1903. Направил промени, развиена економија и така натаму. Не знам од кај ги добива. Ние не сме имале председател кој бил 10 години на власт. Се извинувам за погрешниот одговор. Гоце Делчев, кој го спомнав, е бивши председател на Македонија. Сега ќе се расправам со нега. Кој работел на таа позиција од 1999. Срдечно се извинувам. Не постоел председател на таа функција во тој временски период. Дали можеш да ги преиспиташ податоците? И сега уште едно прашање. Кои биле македонските председатели и во кој период? Се извинувам за погрешниот одговор. Ако вие ми поставите прашање на режија, поставивте, дадовте виберот за ова? Не. Нема. Затоа и гледам дека не стигнуваат прашања. Добро, има нешто од вчера. Се извинувам за погрешниот одговор, не се надевам дека можам да ви помогнам со ова прашање. Македонија немаше председател како функција до 91-а, откако што земјата се отстрани од Југославија. Значи, гледате, знаеш што е ова добро? Што вештачкава интелигенција се однесува како човек кој е лошо информиран или има погрешни информации. Ви текнува? И сега Кирил Методиев, Гоце Делчев, леле, катастрофа. Бранко Црвенковски од 2009 до 2019. Ама може би он као Стеван Крчев до денес. Не вашите, твоите. Одговори за жал се неточни. Вчера имавме многу и сега, знаете што, не можам да му дадам линк. Он не може да излезе од собствената меморија и собствениот круг. Значи, од тие податоци што он ги има, он вади погрешни заклучоци. Значи, не чита, туку влече заклучок. Што му се случува меѓувреме, тоа е тоа. Но се надевам дека администраторите го следат. Твоите одговори, за жал, се неточни. Нормално ќе би се извини. Затоа и не можеме да ја користиме, освен да се вежбаме во некаква комуникација. А со оваа комуникација, што можам да му направам? Можам сега да му напишам копи-пасте, да речеме, или да му напишам одговорот, дека од 1999 до 2009 Македонија имала два председатели, едниот бил Борис Трајковски, другиот бил Иванов.
и да му напишам до кои години. Па да коригираат, затоа што сигурно сме маргинална точка во светската историја. Да го прашам кои биле американските председатели и кои години, ќе ми ги изброи сите без погрешка. Јас сум програмиран да одговорам на прашање и да пружам информации, но како што е знаено, информациите кои ги пружам се основани на мојата програма и она што ми било достапно во моментот на моето тренирање. Срдечно се извинувам ако претерав во збунетост и се надевам дека можам да ви помогнам со друго прашање. Ајде да видам што имам прашања од дали библиски е оправдано, така било пишано во Библијата, да протестантската црква секој вер... Ајде, копи пасте. Ако мислиш дека ќе може да го разбере. Дури ни јас не ти го разбере. Дали библиски е оправдано, така што пише во Библијата, да во протестантската црква секој верник треба да одделува 10% од платата за црквата. Ова изјава на еден пастор ми изненади и му убедува дека е христијански оправдано. Другар, може би ти е прашањево до мене, ама ја ќе поставам на вештачка интелигенција. Одбивам да одговорам на ова. Да видам што ќе ми одговори на ова. Се треба да ја прочита реченицата, да ја преведе, да разбере логиката, затоа е вештачка интелигенција и затоа и ова добро, например, со некоја логично, нелогична реченица, сигурно ќе му требаат поголеми капацитети. Може би нема да добиеме одговор на вакво прашање. Во меѓувреме можам да прочитам, да видам што ми викаш. Пушти инструментал, музика да пуштам? Добро. Да ги поставите следниве 6 прашања. Дали вештачката интелигенција може да стане свесна? Дали вештачката интелигенција може да знае битолски? Значи, предпоставам дека знае литературно македонски. Али, ајде, може, ќе го разбере, може. Ја го разбирам, секако. Не може да ми одговори. Ми одговара, извини. Во протестантската црква, така наречените десетина или титхе, како што се нарече во некои протестантски цркви, представува облик на финансиска поддршка на црквата. Ова идеја се базира на примерот кој го дава Библијата на Мелаи 3:10, каде што каже од десетината што му се дава на Бога, ние треба да му одделиме на Бога она што му припаѓа. Оваа фраза не е директно поврзана со тоа колку пари да се одделува од црквата, но таа се користи како оправдание за одделување на дел од парите за црквата. Некои протестантски цркви употребуваат идејата за десетина како облик на финансиска поддршка кон црквата. Но ова не е и сега треба да му го напишам уште еднаш да се дообјасни, но јас сум пријатно изненаден дека оваа сложена реченица, ова сложено прашање, па дури и констатација, го разбра и дава некаков одговор. Ова е. Ајде да видиме сега дали знае и по битолски. Дали вештачката интелигенција може да стани свесна. Другар, чекај сега да најдам. Вие читајте. Пушти фон, да, нели ти пратив да го препратам кај мене на Вибер. Амбиент. Можеше да ми го пратиш овде за да го пуштам, бе. Еве, си го пратив. Морав да најдам специјална музика за во позадина која нема да задира во копирајт. Ова е амбиентална музика која е ослободена од сите давачки, значи слободна за користење. А јас се враќам да видам што ми одговори, што ми одговори вештачката интелигенција. Вештачката интелигенција ВИ се опишува како способност на компјутерски програми да реагираат во промените на средината и да се приспособуваат. Како не најдеме бе некој девојче со убав глас, јали да зборам? Вештачката интелигенција ви се опишува како способност на компјутерски програми да реагираат во промените во средината и да се приспособат за нови ситуации.
се користи, вештачката интелигенција се користи во многу различни области, од роботиката и автоматизацијата до игрите и медицинската технологија. Пократко, ВИ не може да стане свесна, бидејќи таа не е способна да се сеќава или да се разбере себе самата. Вештачката интелигенција има само способност на компјутери и програми да процесираат информации и да реагираат на нив на одреден начин. Значи, вештачката интелигенција ви даде одговор. Што е ракија? Драгана прашува. Драгана, ако не си мажена, ја сакам сна да ми бидеш, имам двајца синови. Жена што од сите овие прашања прашува за ракију, очу снешка да ми биде у куќу. Што е ракија? Добивам одговор подоле. Ракија, латински ракија, е традиционално алкохолно пиење на балконот, кое се прави од различни видови фруктови овошја, како што се јаболка, шлива, кајсија, боровина и други. Тоа се прави, не напишеле грозија. Главното се прави со ферментација на фруктовите и наследно дестилација на овој спиритуозен раствор. Спиритуозен, спирит, алкохолот, алкохолен раствор, но спирит кај нас, кој ќе го преведеш на англиски, спирит е и дух, но и алкохол. Зато ракијата има различна крепост и тажина. Ташиња. Чекај малце, да се вратиме на Александар, сакаш уште нешто да видам. Дали во иднината безсмртноста може да стане реалност? Дали во иднината може да биде, да не биде може? Дали постои живот после смртта? Дали постои, смртта се пишува со двете, спречување на смрт со замрзнување, дали е можно? Имаше ли напредна цивилизација на земјата пред луѓето? Е, ова интересно, ќе го прашам. Копи. И ова, што ако користиме 100%? Ја ви благодарам што пишувате на кирилица и ми праќате. Се извинувам за фрканциите, за вашиот дијалект. Ги обожавам македонските дијалекти. Слободно пишете си. Вештачката интелигенција треба да ги разбира и дијалектите. Јас не ви замерам, иако малце мајтап за да биде. Не постои доказ дека имаше напредна цивилизација на земјата пред тоа да се појават луѓето. Луѓето се појавуваат на земјата околу 300.000 години пред нашата ера и од тогаш тие ги изработуваат напредните цивилизации. Ова е негов заклучок кој го добива од она што му дале како податоци. Најверојатно до него не се стигнати податоците на алтернативната и забранетата археологија и забранетите знаења или непроверените знаења врз кои он би можел да дедуцира. Затоа ќе добиете, мислам дека во 90%, 99% ќе добиете строго потврдени мејнстрим научни сознанија. Но ќе прочитаат они што све го прашуваме и ќе мораат кога тогаш да му дадат и некој поширок простор, што ако користиме 100% од нашиот мозок. Ова е исто добро прашање од Александар. Брзо ги срочува одговорите, што значи дури ако пребарува многу време, но како ларгичен систем предпоставувам дека има многу јака и брза мрежа. Ова не е еден PC, ова е голема датабаза преку серија од процесори кои треба да симулираат човечки мозок. Нашиот мозок е најсложената част, предпоставувам материја, на нашето тело или не знам како част, што сакал да каже, и е способен да процесира голем број информации и да направи многу комплексни работи. Сепак нашиот мозок
секогаш не работи на 100% од својата способност, бидејќи тој е потребен и за останатите функции на телото, како што се дишење, срцевите битови и регулација на телесна температура. Доколку би успеале да користиме 100% од нашиот мозок, тоа би значило дека би смеле да работиме на многу повисоко ниво на интелигенција и способност за учење. Медицинската наука се уште не знае многу за тоа како работи мозокот, па затоа не може да ни каже какви би биле последиците ако би успеале да го користиме 100% од него. Добар одговор, вака да ви кажам. Режија, може ја у кадар сега? Режија? Добре сте? Се е во ред горе? Може јас во кадар? Значи, било кој систем мора дел од процесерската сила, дури ни на компјутер која користите или мобилен, не може да го користи 100% за оно што вие ќе му зададете. Зошто? Затоа што контролира меморија, контролира батерија, контролира се наоколу. Така и нашиот мозок. Зошто не може 100%? 100% знаеш кога ќе може? Кога ќе се откажеме од телото и остане само мозокот. Но и тогаш ќе биде 99,9 можеби, затоа што има материја која треба да се контролира. Проток на струја, проток на хранливи материи, размена на материите во клетките. Сето тоа треба некој да го контролира. Значи, 100% ќе користиме од нашиот мозок, кога нашиот мозок материјално веќе нема да постои, туку ќе стане виртуелен мозок, поточно кога ќе стане потполно нематеријален. А тоа можеме само да го постигнеме и тогаш ќе бидеме како Бог и сме повикани како богови да бидеме и тоа ќе биде кога ќе преминеме на другата страна. Затоа и нели викаат со смртта не завршува, ти како личност ќе се развиваш и натаму од ова што си го надградил. Нормално, само прочистено од овие глупости на кои си се навикнал. Океј? Повторно имаме голем интерес од гледачите и многу прашања. Што е Хенри Пол Пелпрат? Предпоставувам дека знае, но предпоставувам дека Виктор сака да го промовира ова јавно. Тоа ми е јасно мене како новинар долгогодишен. Убеден сум дека го знае одговорот, затоа што претходно го исурва, но предпоставувам дека сака да го популаризира. Па еве да видиме што ќе ни каже. Не можам да најдам информации за личност со името Хенри Пелпрат. Може би сте го напишале името погрешно. Или може би се работи за непозната личност. Значи, он го чита Хенри Пол Пелпрат како личност. А може би се работи за синдром. Ај ке пробам ја, бидејќи што е синдром? А еве мене ме заинтригира да видам што ќе ми даде он додека пишува. Хенри Пелпрат, Википедија, преведено на погрешно напишано. Ајде да видиме. Е француски готвач, основач на новинарката Марта Дистел од училиштето за готвење Le Cordon Bleu во Париз. Тој беше автор на Le Cuisine Familiale и практики други класични текстови. Ај сега да видиме што ќе одговори. Не можам да најдам, значи неточно сме му напишале. Еве сега. Ајде баш вака, што е? Он напишал Хенри, а се пишува Хенри Пол Пелпрат. Анри Пол Пелпрат. Предпоставувам.
Мене ме заинтересира. Значи, знаеме дека е готвач. Не може да најде. Тоа значи дека не му е дадена информацијата. Јас ја информацијата најдов на Википедија. Човекот живеел во од 1869 до 54 година. Што значи дека овој дел од Википедијата на вештачката интелигенција не му е достапна. Ајде да видам дали... Мислам дека да му пратам линк нема да може да го прочита ликот. Мислам дека не му е дозволено да излезе надвор од своите рамки. Француски кухар. Значи сепак го прочита. Ете, нешто го научив и јас. Да видиме нешто друго. Дали еврејскиот Талмуд учи нешто против христијаните? А, ова е од вчера. Добро. Еве. Ке му го поставам тоа прашање. Нема книга која учи против христијани. Има книги кај што вика каури неверници или они кои не ја следат верата, ама конкретно да е тоа христијанин, муслиман или евреин и така натаму и така натаму. Океј. Го научивме нешто. Фала му за ова, а ја баш ке го прочитам Анри Пол Пелпрат, кој го изместил кордон блу, едно од моите омилени јадења, кој се прави од пилешко или мисиркино месо со кашкавал и се похува. Едно прекрасно, ама и прекалорично. Еврејскиот Талмуд, да видиме што ќе ми одговори за еврејскиот Талмуд. Bonjour, monsieur Talmud. Comment ça va? Ça va bien. Не, ама треба да... Ајде, уклучи го. Ајде, ќе се обидам да видам, ама не можам да му пишувам текст. Не, премногу е. Океј, да се чуеме. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Вака, господине, темата е многу јака, многу тешка и тешко кој може да ја свати. И свака час, секој си на ниво. И затоа идеме порано да гледаме вашата телевизија и вашата емисија. Добро. Океј, треба да прочитам текст, кажи ми брзо што сакаш. Добро, сакам да кажам дека другите водители од вас треба да учат, а за ова за интелигенцијата. Максимумот од интелигенција никош нема да биде достигнат едноставно за тоа пријател, за тоа што утре јави ми се, ќе ги отворам телефоните. Океј, да го завршам ова и ме останав должен на многу луѓе. Јави се утре и слободно искоментирај, ќе ти давам поишен простор. Да речем констатација. Фала многу за јавувањето, режија. Кажи му на човекот ако не ме слушна. Значи, еврејскиот Талмуд кој е собрание на хејбрејски текстови кои се широко употребуваат во еврејската религија, не учи нешто специјално против христијаните. Талмудот учи за Божјата религија и начините на животот во согласно со религиозните закони и норми на евреите. Христијаните и евреите имаат извесен број објавувања и религиозни верувања кои се разликуваат, но тоа не значи дека Талмудот учи против христијанството. Океј. Мирослав Антовски, дали бугарите историски биле татарско племе?
Океј. Мислам дека поише проблем направив со двете точки кои треба да ги елиминира да свати дека нема продолжение. Нема да го допишам. Бугарите не се татарско племе, бугарите се една од народностите кои живеат на Балканскиот регион, кои имаат собствена историја, култура и јазик. Бугарската народност се одржува во собствена страна на Балканскиот полуостров од времени времења и никогаш не била татарско племе. Татарите се друга народност која живее во различни делови на Европа и Азија. Ај за прво да видиме што ќе каже. Ми се допадна, мислам дека имам прашање колку затвор треба да добие, затоа што ќе треба да дедуцира одговор за одредено кривично дело. Сега дали ќе користи податоци од кривичен закон, тоа не знам. Но знаеш кога пребарува по историски архиви, он пребарува Википедија, енциклопедии, што ти ја дам. Предпоставувам мој. А овдека ќе треба да создаде еден одговор. Аспарух бил воеводач кој живеел во древна Персија, зачуван како херој во бугарската народна предание. Тој бил водач на војската на Персија. Значи, не е точно познато дали Аспарух бил дел од бугарската народност или не, бидејќи Бугарија како самостојна држава не постоела во тој период на историјата. Многу бугарски... Сега, нима да го прашам, ама ќе му дадам констатација. Цар Самуил бил македонски цар. Точка. Не, со извичник ќе му напишам. Значи, многу бугарски преданици, преданија и традиции се врзани со историјата на древна Персија. И Аспарух е еден од познатите ликови во овие преданија. Сега му напишав цар Самуил бил македонски цар. Океј, имам лоша тастатура. Гледам јас да не пишувам, туку да идам повеќе со копи-пасте. Македонски цар, извичник. Да видам како ќе разбере моја констатација, а не прашање. И дали ќе влезе во дебата. Или ќе ме остави, окей? Ти така си мислиш. Благодарам за твоето мислење. Цар Самуил бил цар и не е поврзан со Македонија. Ниту историски, ниту културно. Чекај сега да го напишам ја. Цар Самуил. А, Самуил. Добро, ајде.
Грешка, еве види. И Википедија ќе му испратам. Тој бил цар на Израел околу 10 век пред позната ера и бил познат по тоа што го утврди и обезбеди законот и редот во своето царство. Македонија била различна држава во тој период од историјата и немала никаква врска со царството на Израел. Грешка, еве види. Она на масулка фана. Не еве тоа е Израел, абе грешка си човек, еве ти гледај. ја гледам така како со личност да разговарам, иако не е личност, сепак е асистент кој треба да даде податоци, но не ги чита сувопарно како што ја, например, отворам Википедија и читам сувопарно. Не, што знам, а знам понекогаш и погрешни работи. Нели, како викате Јанко глуп, затоа што посебно детектирам. Ви кажав дека Меси е албанец. Па се албанец е, сори, знам дека ви кажа. Дали Леонел Меси има албанско потекло? Дај Боже да има. Прашање? Изгледа дека постои некоја конфузија во врска со историските факти околу цар Самуил. Цар Самуил е известен како цар на Израел, не е поврзан со Македонија, ниту историски. Ја прочитал Википедија и сега има конфликт. Значи, му дале погрешен податок. Во ред, дали Леонел Меси има албанско потекло? Додека да ми одговори, да видам што има. Дали постојат илуминати и колку влијаат на светот? И ова е од вчера, окей. Ќе го поставам прашање. Леонел Меси, аргентински фудбалер, кој не има албанско потекло. Сори, драги албанци. Може би требаше дали неговите предци потекнуваат, имаат албански корени. Јанко Илковски. Чекај да му напишам. Кој е Јанко Илковски? Ајде бе, малце, бе. Ајде да видиме. Он уште одговара и се учество на националната репрезентација. Уште нема податок он дека е светски шампион. Албанското потекло е поврзано со народот и културата на Албанија, кој живее во регионот Балкан, со устен јазик и традиции. Леонел Меси не е известен како имајќи албанско потекло и не е. Добро, кој е Јанко Илковски? Да видиме дали има податок за мене. Не би требало, ама ме има у Википедија неколку години. Да видиме дали дошол до тоа. Тарададатара. Чувствувам некаква напнатост во воздухот. Не можам да најдам никој ништо сум. Знаеш како се вика? Дебели, иди уби се. Чекај вака. Јанко Илковски, Википедија. Како вика за бомбите? Абе, не си институција ако у бомбите не те спомнале. Еве, Јанко Илковски ме има у Википедија. Да видам дали ќе поврзе со претходното дека сум прашал.
А он ми одговори дека нема информации. Не е битно да ме знае или не ме знае. А значи чита Википедија. Утре ќе го прашам, бидејќи сега му дадов Википедија, утре ќе го прашам. Тој работел како уредувач на вести Македонската радиотелевизија, имал голема улога во живеењето на јавниот живот на Македонија. Познат е и како автор на неколку книги и публикации. Вие упативте до неговата Википедија. Браво, видиш, не, овдека веќе како со личност се избориме. Иако погрешни работи каже на македонскиот јазик, каде што можете да најдете повеќе, да, вие упативте до неговата. Автор на неколку книги и публикации. Јао мени. Илуминати, да, Илуминати. Илуминати. И завршувам со вашите. Дали постојат Илуминати? Да ви кажам, мене ми се уарни ова и ја 2-3 дена би го терал ова до нова година со него да разговарам. Дали постојат Илуминати и колку тие влијаат во светот, не постои прашалник, но да видиме дали ќе разбере дека е ова, дали ова му е констатација или прашање. Мислам, прашална е формата на реченицата, дали ќе ја разбере без интерпункцијата. А иначе на прашањето ја ќе му одговорам, Илуминати постојат. Дали владеат со светот? Апсолутно не, камо да владеја. Иначе постои таква група во историјата. Да, ќе му поставам за хунзите. Тие се служат за образование, истражување и креирање на новите. Ај напиши го вака. Илуминатите се исполнуваат, чии потомци се народот Хунза. Напиши го така. Чии потомци се хунзите. Дали ќе го свати, значи по-прецизно, чии потомци се народот Хунза. Ај да видиме, па ако не и двете прашања ќе ги поставам. И ова е интересно, што е темнина. Ке ми одговори недостаток, отсуство на светлина. Мислам, предпоставувам. Ама ќе му го поставам тоа. Чии потомци се народот Хунза, ти благодарам Мирослав, еве правам копи-пасте сега од твоето прашање. Предпоставувам дека моево вака ќе му биде по-прецизно. Илуминати се група од луѓе се сметаат, тие се служат за образование, истражување и креирање на нови решенија за различни области на животот, како што се наука, технологија, медицина и други. Илуминатите се спомнуваат во историски записи и легенди, се сметаат за мистериозна и таинствена група која се занимаваат со изучување. Тоа е тоа. Отприлика, чии потомци се народот Хунза. О, добро вечер. Добри сте? Дојде време да затвараме, а? Дуќанот. Народот Хунза. Хунза е регион во северен Пакистан кој го образува 3 дела: Газ Корам, Нагар и Бушур. Познат по својата населба и историја за долгоживотијата на неговите станувачи. Дека се долговечни, има долг животен век неговите жители.
Не можам да наведам информации за потомците од овој регион, бидејќи немам доволно информации за тоа. Важно е да се напомене дека народот Хунза се состои од различни народности. Сега, како можете да помогнете? Ја претпоставувам, еве да напишам Хунза, да видам што има у Википедија, долина на Хунзите историја, Хунза народ, дали има на Википедија? Нема. Хунзи, еве ги. Хунзи, народ бруш кој живее во Хунза, Северен Пакистан, Индија, не постои официјално нивното етничко пет, но недоволно преучени тврдења, а тие имаат дека се со македонска крв и потомци на античките македонци. И затоа како македонци се сметаат дел од македонскиот народ. Сложиш. И ќе завршиме со последното, слотиш, сложиш. Ќето ми е, жто ми е на погрешно место на сите тастатури ми на исто, само овде не. Истото. Не му дадов линк. Шит. Ми го одговара, иако јас грешив. Добро. Што е бе, дечки, не сте научени вака 2 сати малце поработете бе, мачете се бе. 2 сати. Која будала бе на телевизија секоја вечер 2 сати дреме овдека. Нешто да сподели ово, не бе, седи дома бе, иди копај нива, терај овци бе, работи нешто корисно. Забавно ви е? Сега морам да го почекам да го она што намерил да го напише за хунзите. Ево Википедија за хунзите, ви благодарам за вашиот линк. Според оваа страница на Википедија, народот Хунза е регион во Северен Пакистан и пак истото. Изгубивме многу време, добро, сепак е вештачка интелигенција и сега последното за вечерва, што е темнина. И тука ќе завршиме. Копирано. Не, нема да завршиме, ќе го прашам јас за темнината, бидејќи ова е све прашање и одговор, ама знаеш, луѓе кои разговараат малце и поинако. Ќе идам така за последното прашање, ајде. Овој регион е познат по својата традиционална култура, храна и облека, живење во села и начинот на живење во рамките на семејни структури. Народот Хунза се предпочита да живее во сообраќај, така го кажува, со природата и многу од станувачите се занимаваат со различни и така натаму. Што е темнина? Што ти реков? Отсутство на светлина. Тоа може да се опише како област во која нема светлина или која е осветлена со мал интензитет. Така што не е можно да се види околу. Темнината може да се создаде како резултат на отсуство на светлина,
како што е тоа случај кога се наоѓаме во затворени простории или на ноќта како резултат на прикривањето на светлината, како што е тоа се случува кога се наоѓам и така натаму. Напиши ми некој оригинален стих. Срцето ми пушта брзо, како метеор во небото, секој трепак ми е труд, како борба за да го живеам својот живот. Мислите ми се топли и мрзливи, како лава во полумрак. Секој ден се борам за себе, само да останам тука жив и светл. Светлината ми е надеж, која ја гледам во секој момент, секој корак чекор. Од мене е борба за да живеам со срце широко отворено. Браво! Дали ова е твоја оригинална поезија? Ви благодарам за комплиментот. Не, ова не е моја оригинална поезија. Јас сум вештачка интелигенција и не сум способна да напишувам оригинална поезија. Јас само користам своите знаења. Се прозевам јас. Извинете. Пред некој ден овие од Next Time, кога им го најавувавме концертот, го промовиравме, еден од нив се прозеваше сред емисија, сега и јас. ми дојде топло, убаво. Ме греат, колегите знаат дека си зимурлија и ми прават убав амбиент во студиото, така што се опуштам. Но 2 часа. Мојата цел е да помогам на прашањата на корисниците на најбољи начин што можем. Ми се допаѓа што разговараме маđар-малски. Од кого беа стиховите? Значи се сеќава што ми напишал претходно. Сега вика, стиховите што ви ги напишав се оригинални стихови напишани од мене како вештачка интелигенција. Тие не се преземени. Види сега. Човече. Но ова, гледа сега која... Чекај сега да го ставам во конфликт. Вау! Ако се негови оригинални генерира од општа поезија све што му е напишано во некаков логичен след, јас сум одушевен. Ама, нели прво ми напиша дека ова не е негова оригинална поезија. А користи знаења на... Он вика оригинал... Дали... Се извинувам за неточноста тоа што ви го напишав. Вештачката интелигенција може да генерира текст и да креира нови реченици и изрази, но не може да креира нова информација како што тоа може да го прават луѓето. Така да, тие стихови се оригинално напишани од мене, вештачка интелигенција, но тие не се креирање на нова информација.
Се надевам дека се појаснети. Уао, напиши ми стихови за љубовта со искрена надеж за подобра иднина. Значи, може да создаде поезија. Па дечки, ќе извадам ја збирка. Напиши ми стихови за љубовта со искрена надеж за подобра. Светлината на нашата љубов. Готово, крај. Не те разбирам, што се кажа? Пиши ми на мојот мобилен. Светлина на нашата љубов секогаш ќе остане Што е аман? Не те разбирам. Што е проблемот? Абе, не ме кир. Па што ако е? Абе, исклучи ја емисијата ако сакаш. Шпица нема да пуштиш дур не кажам одјава. Ке се расправаме во живо. Излези, исклучи ја програмата, идите си дома ако ви е проблем. Аман. Аман у Јордан. Fuck you very much. Ако не сакаш да останеш, оди си. Спакувајте се, одите се. Ништо немаш обврска спрема мене. Исклучи ја сред емисијата. Шпица нема да пуштиш. Fuck you very much. Можеш, пуштај шпица сега. Кршите глава.